Евангелие според Јован, 11 поглавје. Имаше еден болен човек по име Лазар. Тој беше од Витанија, од селото на Марија и незината сестра Марта. Тоа беше онаа Марија која го помаза Господ со миризливо масло и му ги избриша нозете со својата коса. Незиниот брат Лазар беше болен. И затоа сестрите испратија порака до Исус за да му кажат: Господе, ете, оној кој ти е мил болен е. А кога Исус го слушна тоа, рече: оваа болест не е за смрт, туку за Божја слава, за да се прослави Божјиот син преку неа. А Исус ги сакаше Марија, незината сестра и Лазар. Кога слушна дека е болен, остана уште 2 дена на местото каде што беше. А потоа им рече на учениците: да отидеме пак во Јудеја. Учениците му рекоа: Учителе, што туку јудејците сакаа да те каменуваат и пак ли таму ќе одиш? Исус им одговори: денот има полни 12 часа. Кој оди дење не се сопнува, зашто ја гледа светлината на овој свет. А кој оди ноќе се сопнува, бидејќи нема светлина во него. Тоа го рече и додаде: нашиот пријател Лазар заспа, но јас ќе треба да појдам да го пробудам. А учениците му рекоа: Господе, ако заспал, ќе оздрави. Но Исус зборуваше за неговата смрт, а тие мислеа дека зборува за спиење во сон. И тогаш Исус отворено им рече: Лазар умре, но се радувам поради вас што не бев таму за да поверувате сега, но да отидеме кај него. А Тома, чие што име значи близнак, им рече на другите ученици: да појдеме и ние, та и ние да умреме со него. А кога Исус дојде, дозна дека Лазар е веќе 4 дена во гробот. А Витанија беше близу до Ерусалим, на оддалеченост околу 15 стадии. И мнозина од јудејците доаѓаа да ги тешат Марија и Марта поради смртта на нивниот брат. А кога слушна Марта дека доаѓа Исус, отиде да го пресретне, а Марија остана во куќата. Тогаш Марта му рече на Исус: Господе, да беше ти овде, брат ми немаше да умре, но и сега знам дека што и да побараш од Бог, Бог ќе ти даде. Исус ја рече: твојот брат ќе воскресне. А Марта му одговори: знам дека ќе воскресне во последниот ден при воскресението. Исус ја рече: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе оживее, и секој кој живее и верува во мене нема никогаш да умре. Веруваш ли во тоа? Таа му одговори: да, Господе, јас верувам дека ти си Христос, Божјиот син, кој требаше да дојде во светот. И штом го кажа тоа, замина и кришум ја повика својата сестра Марија, па и рече: Учителот дојде и те вика. Таа штом го слушна тоа, брзо отиде кај него. А Исус уште не беше дојден во селото, туку стоеше на местото каде што го сретна Марта. А јудејците што беа со Марија во куќата и ја тешеа, кога видоа дека таа стана брзо и излезе, отидоа по неа, зашто помислија: таа ќе оди на гробот и таму ќе се исплачи. И кога Марија пристигна таму каде што беше Исус, и кога го виде, падна на колена пред неговите нозе и му рече: Господе, да беше ти овде, брат ми немаше да умре. А Исус кога ја виде како плаче, а исто така и јудејците кои ја придружуваа, се вознемери во духот и се натажи. И праша: каде го положивте? Му рекоа: Господе, дојди и види. И Исус заплака. Затоа јудејците се рекоа: гледај колку го сакал. А некој од нив рекоа: не можеше ли овој кој му ги отвори очите на слепиот да направи овој да не умре? А Исус се уште беше вознемерен во себе и дојде до гробот, а тоа беше пештера и на неа имаше навален камен. Исус рече: тргнете го каменот. Марта, сестрата на умрениот, му рече: Господе, веќе смрди, зашто 4-тиот ден е веќе откако е во гробот. Исус ја рече:
Нели ти реков дека ако веруваш, ќе ја видиш Божјата слава? И така го поместија каменот, а Исус ги крена очите нагоре и рече: Татко, ти благодарам што ме послуша. Јас знам дека ти секогаш ме слушаш, но ова го реков поради луѓето кои се наоколу, за да поверуваат дека ти си ме пратил. Кога го рече ова, тој извика со силен глас, велејќи: Лазаре, излези надвор. Умрениот излезе завиткан со повои по рацете и нозете, а лицето му беше завиткано со крпа. Исус им рече: Одвиткајте го и оставете го да оди. Тогаш мнозина од јудејците кои беа дошли кај Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. А некои од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Затоа главните свештеници и фарисеи го свикаа советот и се посоветуваа: Што да правиме? Овој човек прави многу знаци, ако му допуштиме и понатаму вака, сите ќе поверуваат во него, и тогаш ќе дојдат римјаните и ќе ни го одземат местото и народот. А еден од нив, Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, им рече: Вие ништо не знаете и не го земате предвид тоа дека за вас е подобро да умре еден човек за народот, отколку да загине целиот народ. Меѓутоа, ова не го рече само од себе, туку бидејќи таа година беше првосвештеник, прорече дека Исус ќе умре за народот. И не само за народот, туку и за да ги собере во едно распрснатите Божи деца. И од оној ден донесоа одлука да го убијат. Затоа Исус веќе не одеше јавно помеѓу јудејците, туку оттаму замина во место близу до пустината, во градот наречен Ефраим, и таму остана со учениците. А наближуваше јудејската Пасха и мнозина од оној крај отидоа во Ерусалим пред Пасхата, за да се очистат. А тие го бараа Исус и стоејќи во храмот се прашуваа меѓу себе и велеа: Што мислите, ќе дојде ли на празникот? А главните свештеници и фарисеи издадоа налог, доколку некој дознае каде се наоѓа, веднаш да ги извести, за да го фатат.